Русија, Иран и Кина не се откажуваат од употребата на вештачка интелигенција во обидот да ги контролираат американските гласачи пред почетокот на претседателските избори, закажани за 5 ноември. Игор Стефановски од Гласот на Америка од Вашингтон се јавува во Дневникот. Игор, како вие земји ја користат вештачката интелигенција? Видеото на кој се тврди дека подпредседателката на САД Камала Харис во сообраќај повредила девојче во 2011 година билоисценирано од актери од руско влијание. Видеата на кои претрпеле промени, а на коих се гледа како Харис зборува бавно, исто така сеисценирани од актери на руско влијание. Иран се обиде да наштети на кандидатурата на поранешниот председател Доналд Трамп. Техеран со користење на вештачка интелигенција шири своја кампања за влијание на изборите, и тоа не само на англиски, туку и на шпански, особено кога сака да предизвика гнев кај гласачите поради имиграцијата. Кина пак пософистицирано ја користи вештачката интелигенција. Според проценката на САД, Пекинг покрај лажни акаунти на социјалните мрежи генерира и лажни водители на вести. Сето ова е забележано од американските разузнавачки служби, од каде велат дека ваквиот вид на вештачката интелигенција им наштетува на кандидатите, но дека употребата на вештачката интелигенција досега не успеала во напорите за влијание на изборите. Според најновата проценка од канцеларијата на директорот за национално разузнавање на САД, која доаѓа на околу 40 дена пред изборите, ова е стабилна состојба на операциите за влијание од Москва, Техеран и Пекинг. Според представник на американското разузнавање, странските актери користат вештачка интелигенција за побрзо и поубедливо приспособување на содржини. Станува збор на содржини кои потекнуваат од медиуми генерирани од вештачка интелигенција. Но представникот на американското разузнавање вели дека тоа се уште не е алатка за револуционерно влијание. Новата проценка на американското разузнавање покажува дека Русија, Иран и Кина користеле вештачка интелигенција за да генерираат текст, слики, аудио и видео и да ги дистрибуираат низ сите поголеми платформи на социјалните медиуми. Игор, што велат Иран, Русија и Кина на овие тврдења? Иран и Русија допрва треба да одговорат на барањата за коментар. Претходно ги отфрлија наводите на САД. Кинеската амбасада во Вашингтон ја отфрли проценката на американското разузнавање како полна со предрасуди и злонамерни шпекулации. Кина активно се залага за принципот да се стават луѓето на прво место, за да се осигури дека вештачката интелигенција е безбедна, доверлива и контролирана, изјави за Гласот на Америка портпаролот на амбасадата Луи Пенгју. Фиданска? Игор, благодарам. Игор Стефановски од Voice of America се јави околу користењето на вештачката интелигенција.